Најважните аспекти се следните и тука нема да отстапиме 1 милиметар и зашто сметаме дека нема дело. За да може да да постои делото од член 215 производство и пуштен промет на опојни дроги, треба да има некоја субстанца својство на опојна дрога. Ако таа субстанца не е утврдена во конкретниот случај марихуана дека има тетрахидроканабиол, се работи за див коноп, кој што е во цела Македонија распространет. Конкретно овој коноп најдената марихуана е од Кочанско. Ја има во Битолско и на многу различни други места. Тоа е првиот аспект од нашата одбрана, а вториот аспект од нашата, и тоа ќе се утврди со вештачење, а вториот аспект од нашата одбрана, покрај тоа што најдената количина на марихуана не е опојна дрога, дури и да била опојна дрога, не може да има постоење на кривично дело, затоа што обвинетиот тука присутен активист, а не дилер, повторувам, активист, а не дилер, кој што спасил многу животи, со знаење многу повисоко од многу видни луѓе на таа тема, подготвувал масло за лечење на својата конкретна болест, што е неказниво и не може да биде казниво. Во тој правец ќе оди нашата одбрана. Која била целта на маслото? Целта јас го користам дома, мајка ми, татко ми, сестра ми и куќето, значи која цел да биде?